Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје каже ми. Градоначалникот на Скопје, Орце Георгиевски, објави дека започна голема акција за уредување на пешачката зона долж кеот на Вардар на потегот од Лисиче до Влае. Се заменуваат оштетените подни плочки, се нивелираат нерамните површини и се санираат оштетувањата, со цел кеот да биде побезбеден и пофункционален за граѓаните. Георгиевски посочи дека од почетокот на мандатот се работи на враќање на животот на кеот, преку изградба на нови спортски терени и поставување урбана опрема. Во тека и расчистување на коритото на реката Вардар на територијата на Скопје. Градоначалникот порача дека кеот е еден од најзначајните простори за скопјани, кој ќе продолжи да се уредува и развива. По 33 години почна целосна реконструкција и обновување на горниот кат од објектот Бубамара во Ново Лисиче. Од септември децата ќе ги пречекаат значително подобри услови за престој. Се менуваат подовите во занималните и просториите, се поставуваат нови врати и се појадисува целиот простор. Објектот ќе биде опремен и со нов мебел и дидактички материјали наменети за игра, учење и пријатен престој на најмладите. Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митески, заедно со председателката на Советот Сузана Павловска, извршија увид во текот на реконструкцијата. Од општината велат дека по повеќе од 3 децении Бубамара добива современо и целосно освежено лице. Стручни екипи од Центарот за јавно здравје во соработка со град Скопје и општина Карпош спроведоа дополнителна ноќна дезинсекција против комарци и нивните ларви. Прскањето е извршено на критични точки во Козле и Бардовци, на улиците Ловченска 4 и Скупи 8, со цел намалување на присуството на комарците и спречување на ширењето на западно-нилската треска. До сега се реализирани 7 теренски прскања низ Скопје и општина Карпош, а екипите продолжуваат да дејствуваат на локации каде што е забележано поголемо присуство на инсекти. Од општина Карпош најавуваат продолжување на координираните акции за поголема заштита и безбедност на граѓаните. Општина Центар спроведува модерна дератизација по пријави од граѓаните за зголемена појава на глодари. Акцијата се реализира денес и утре на повеќе критични локации во Капиштец, Дебармало, Буњаковец и Кале. Од општината информираат дека состојбата ќе се следи и во наредните денови, а доколку има потреба, дератизацијата ќе продолжи и на други локации. Воедно, граѓаните се повикуваат да пријавуваат места каде што забележуваат проблеми со цел службите навремено да реагираат. По 40 години градинката Детелинка во Ѓорче Петров добива нов и современ изглед. Целосно се реконструирани 3 занимални со вкупна површина од 200 квадратни метри. Поставен е нов пот, обновени се зидовите и е инсталирана нова електрична инсталација. Со реконструкцијата се создаваат посовремени, побезбедни и подобри услови за престој на најмладите. Од општина Ѓорче Петров вела дека инвестициите во детска инфраструктура продолжуваат со цел создавање подобри услови за децата и за нивните семејства. Младиот рапер Стефан Трајковски Жабата настапи кај фонтаната во Карпош 3, претворајќи го просторот во отворена хип-хоп сцена. Настапот донесе нова енергија и атмосфера, а неделната вечер беше исполнета со музика, забава и дружење на различни генерации. Од општина Карпош вела дека ваквите настани придонесуваат за создавање поживи и поатрактивни јавни простори, каде што граѓаните ќе можат заедно да уживаат во културните и забавните содржини. Екипите на јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје спроведуваат теренски активности за одржување на канализацијската мрежа во градот. Во текот на денот се врши расчистување на шахти од затнување на атмосферската канализација, како и чистење на сливници и фекални шахти.
Од предпријатието велат дека активностите се дел од континуираното одржување на мрежата и имаат за цел да го подобрат квалитетот на услугите на граѓаните. Воедно апелираат до скопјани совесно да го користат канализацијскиот систем и да не фрлаат отпад во него, бидејќи тоа може да предизвика затнувања и проблеми во функционирањето на целата мрежа. Екипите на јавното предпријатие Улици и патишта Скопје во текот на викендот спроведоа ноќни активности за обновување на хоризонталната сообраќајна сигнализација на повеќе градски сообраќајници. Рачно беше обновена сигнализацијата на булеварите 12-та македонска бригада во општина Аеродром и партизански одреди во општина Карпош. Во рамки на акцијата беше обновена и бојата на автобуските постојки со цел да се подобри нивната видливост и уредност. Од предпријатието информираат дека обележувањето на хоризонталната сигнализација ќе продолжи и во наредниот период, согласно оперативниот план и предвидената динамика. Екипите на јавното предпријатие Паркови и Зеленило спроведоа активности за уредување и одржување на зелените површини во Рајски парк. Во рамки на работните активности е извршено машинско косење на тревните површини, средување на вегетацијата, како и чистење и одржување на пешачките патеки. Од предпријатието информираат дека работните активности за одржување на јавните зелени површини продолжуваат и во останатите делови на градот. Теренските екипи секојдневно работат на одржување на чисто, уредно и функционално градско зеленило во Скопје. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам во